со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани. Уште една среда, термин околу 11 часот и 7-8 минути, период време за политичкиот магазин Круг. Денеска исто така во фокусот на денешната емисија ќе биде актуелната политичка состојба, со оглед на тоа дека некако работите слабо се поместуваат од мртва точка, решение на кризата веројатно ќе се бара уште на подолг рок, состојбите ќе остане статус кво. На оваа тема повторно ќе анализираме денеска. Она што е новина од утрово е одлуката на Уставниот суд, која што се однесува на иницијативата поднесена за мандатот на градоначалниците и за локалните избори, со оглед на тоа дека политичката криза ја и ги измести од колосек и состојбите на локалната самоуправа, па предвидените избори кои што требаше да се одржат во втората половина на мај, нормално нема да се одржат. Мандатот на градоначалниците истекува на 15 мај и се создава уште една покрај политичката состојба, уште една институционална криза на локално ниво, за која што веројатно по денешната одлука на Уставниот суд ќе мора да се бара друго решение. Уставниот суд ја отфрли иницијативата за продолжување на мандатот на градоначалниците и одлучи да не поведе поставка по двете иницијативи со кои се оспорува членот 35 од законот за локална самоуправа, како и членот 16 став 1 од изборниот законник, кој се однесува на рокот на одржување на изборите, а тоа е првата половина на мај. Според со тоа значи дека подносителите на иницијативата, Светскиот македонски конгрес и Министерство за локална самоуправа, нивните иницијативи се отфрлени и Уставниот суд вели дека не може да креира нова правна ситуација кога тоа не го направил законодавецот, пренесуваат медиумите. Судијката известител Елена Гошева предложила на денешната седница Уставниот суд да не поведе постапка по добиените две иницијативи. Со ова мандатот на градоначалниците и советниците истекува на 15 мај, а продолжува агонијата или институционалната криза на она што значи проблем и на локално ниво. Тоа ќе биде исто така дел од темите. Мој денешен гостин е Александар Николовски од ВМРО ДПМН. Разговараме по кратката пауза. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, почитувани, повторно назад во круга, како што најавив и ваш денешен гостин е Александар Николовски, долги години пратеник на ВМРО ДПМН, сега во овој парламентарен состав не е, меѓутоа еден од активните членови на партијата, член на извршен комитет или? Секретар за меѓународна соработка на секретар за меѓународна соработка. Александар, не знам, претпоставам дека ја виде одлуката веќе на Уставниот суд, па да почнеме со локалните избори, со оглед на тоа дека и тие влегоа во залог на политичката криза. Уставниот суд одлучил да не поведе постапка, барем според информациите на медиумите, за продолжување на рокот на мандатот. Веројатно сега се е во раците на парламентот и она иницијатива што има ЗЕЛС да некако собранието го прологира законскиот рок, со оглед тоа дека Уставниот суд вели дека не може да креира правна ситуација која не ја предвидел законодавецот. Мандатот истекува на 15 мај. Влеговме ли во тотална политичка криза, институционална криза со парализа и на локалната самоуправа? Па ако треба во еден збор да одговорам, да. Ние оваа ситуација ја предвидовме и слушателите добро се сеќаваат дека уште некаде таму од крајот на јануари, почетокот на февруари, ние укажавме дека ова ќе се случи и уште тогаш кажавме дека најдобро решение е да заедно се одржат локални избори со предвремени парламентарни избори, како не би имало дополнителни трошоци и се би било на време. Нашата намера беше добра, да брзо заврши политичката криза во Република Македонија, да она што се случи како постизборна измама во која што граѓаните не гласаја за тиранска платформа, но истата се случи после изборите и една политичка партија, тоа е во случајот СДСМ, ја прифати да оди на избори, да граѓаните кажат дали се слагаат со тоа или не, и соодветно на тоа да една политичка партија, без разлика дали ќе е ВМРО ДПМН или СДСМ, добие легитимитет како да ја управува државата понатака. Но очигледно ние сме го имале тој план за смирување на политичките тензии и за решавање на политичката криза, а сега само очигледно имала друг план. Во нивниот план гледаме дека е прво поништување на волјата на граѓаните,
во однос на парламентарните избори, а во однос на локалните избори очигледно е дека сакаат да се одржат што подоцна. Веројатно идеално за нив да не се случат оваа година. Мислите се плашат од изборен Затоа пораз? што апсолутно, затоа што се свесни како ќе поминат на локалните избори. Дополнително локалните избори се мнозински систем, каде што они што добива најмногу гласови во над 50% во првиот круг, односно најмногу гласови во вториот круг станува градоначалник. И во една таква ситуација каде што ВМРО ДПМН на парламентарните избори победи во најголем дел од општините во Република Македонија по број на гласови, нив им е јасно како ќе помина на локални избори. Дополнително на тоа, народот кој што е револтиран од сето ова што го прават во постизборниот период. Сега да кажете, се плашат од стравот дека и непол месец од власт ги одоживеат првиот пораз на избори? Апсолутно. И како што гледам, тие прават се да локалните избори се одложат. Меѓутоа, до инсистира на одржување на избори. Не сум сигурен во искреноста и на ДУИ. И ќе кажам зошто. Локалните избори согласно правилата во Република Македонија ги распишува претседателот на собранието и се одржуваат во рок од максимум 70 дена од денот на распишување. Гледаме дека Талат Џафери, кој што нелегално имаше обид да биде избран за претседател на собрание, брза да пишува писма до претседателот на државата, но воопшто ништо не споменува околу локалните избори. Така што тоа е еден прв сигнал, без разлика што легитимитетот на Џафери е крајно спорен и е избран на еден нелегален начин и ние сме многу јасни по однос на тоа и не го признаваме. Сепак, еве ако ја гледаме само страната на СДСМ, ДУИ и Алијанса на албанците кои што го поддржаа, тие не прават никакви чекори кон локални избори. Напротив, веќе заев и цитира со некои термини да сме се договориле дали ќе биле во октомври, дали ќе биле во ноември. Тоа е одлагање на локалните избори со една цел. Тие се надеваат дека колку повеќе ги одложат изборите, ќе имаат толку подобар резултат. Мислам дека се лажат и дека колку повеќе ги одложат изборите, затоа што луѓето не се глупави, ќе имаат толку подош резултат. Меѓутоа, во тој период ние имаме во 2015 проблем, институционален проблем со функционалната локална самоуправа. Како и да е парламентот, некој ќе мора да се седава и ако треба да има одлагање законски да се тоа направи. Каков став ќе заземе ВМРО ДПМН во поглед на тоа ако Талат Џафери закаже таква седница? Одлуката е од ова утро, така што сега кој ќе треба да ја разгледаме во органите на партијата. Фактот е дека ние сакаме да се случат локални избори час поскоро. Заедно со парламентарни. И предлагаме да бидат заедно со предвремени парламентарни избори како би се решила оваа политичка криза. Така што нашата понуда е уште утре да се свика парламентот, да се изгласа закон за промена на законот за локална самоуправа, односно локални избори изборниот законник и да се исто така изгласа распуштање на парламентот и ние за 45 дена од утре, тоа е некаде втората половина на месец јуни, можеме да имаме и парламентарни и локални избори и кризата во Република Македонија заврши. Но не гледам ни еден сигнал дека тоа е прифатливо за СДСМ, ДУИ и останатите партии кои што го поддржуваат СДСМ во овој проект, што само говори дека се силно исплашени од соочувањето со народот. Веројатно е рано за проценки и за да речем да ве прашам за одлука како став ќе зазеде ВМРО ДПМН во хипотетичка ситуација, меѓутоа еве кога збориме доколку СДСМ со оглед тоа дека има мнозинство одлучи да ги одложи локалните избори за октомври без учество, без парламентарни избори, би оделали ВМРО ДПМН на тие избори? ВМРО ДПМН ќе учествува како што учествувало во минатото на сите избори, затоа што ние немаме проблем да се соочиме со граѓаните. Да потсетам дека СДСМ беше таа која што прво бараше предвремени парламентарни избори во 2016 година, па потоа истата партија два пати бараше да се одлагаат изборите со закана дека ќе ги бойкотира доколку не се одложат. ВМРО ДПМН секогаш е спремно да се соочи со граѓаните. Но повторувам, обидот на СДСМ кој што се материјализира сега да ги одложи локалните избори прави огромна штета. Вчера господин Коци Трајновски како претседател на ЗЕЛС, заедно со него беа и подпредседателите на ЗЕЛС кои што не се од ВМРО ДПМН, едниот е од ДУИ, другиот е од СДСМ, јасно кажаа што ќе се случи практично со Република Македонија затоа што основните потреби на граѓаните се остваруваат преку општините. Централната власт е за некои други политики, но општините ги остваруваат основните потреби. СДСМ, ДУИ и останатите во нивното мнозинство треба да се свесни дека
го ставаат на раб на нормалност функционирањето на секојдневниот живот на граѓаните. Да не зборуваме за повеќе од тоа. И треба да се свесни дека тие се одговорни за секоја последица која што ќе се случи во било која општина. Дали ќе е тоа проблем со комуналното предпријатие во Кочани, дали ќе е проблем со водоснабдување во Струмица, дали ќе е проблем со представување во туристичката сезона на Охрид, дали ќе е со јавниот превоз во Скопје, тоа е одговорност на СДСМ, затоа што ние со месеци нудиме решение, тие со месеци бегаат од решението од чисто калкулантски причини, кои што повторувам, им се комплетно неточни. И уште една теза која што дел од аналитичарите заговараат е дека веројатно обидот на СДСМ односно за пролонгирање на изборите е момент за да може да се формира влада која што веројатно ќе ги има на располагање ресурсите на неколку министерства по таа позиција би организирали избори. Видете, СДСМ е познат дека сака да злоупотребува државни институции, тоа сме го видели во минатото, видовме и како се однесува во периодот до 1998 година и меѓу 2002 и 2006 година, така што не е ништо ново во нивната филозофија и горе-долу тоа се истите луѓе. Тие веројатно се надеваат дека со преземањето на власта и со поставување на своји луѓе во институциите, ќе можат да ги злоупотребат институциите и да извршат притисок врз луѓето како би ја промениле нивната волја. Она што не го научија во целиот изминат период на македонска демократија дека ни со изборен инженеринг, што го прават сега, ни со притисок врз граѓаните не се добива нивната доверба, туку се добива со работа и со проекти. Тие може да прават колку сакаат притисок, кога граѓаните ќе застанат позади параванот, сами со гласачкото ливче, знаат што да одлучат. Знаат кои градоначалници работеле за нив, знаат кои не работеле, знаат што треба да изберат и кои проекти да ги видат. Например, во Скопје не е многу тешко да се направи разлика помеѓу десетиците булевари кои што ги изгради Козе Трајановски и ништо кое што претходно беше направено. Во Охрид не е голема разлика, многу тешко да се направи голема разлика помеѓу новите пешачки патеки покрај Охридското езеро, например, или реконструираните улици и 50 милиони евра кои што ги направи претходниот градоначалник како долг. Така што изборите на граѓаните им се јасни, лесни, ги гледаат секој ден. Градоначалниците се најчесто нивни и советниците, нивни комшии, нивни роднини, нивни познаници, така што многу добро можат да одлучат и да одберат кој и зошто работи за нив. Така што колку сака може да ги одлага изборите, дали може да ги одложат ако сакаат во септември, октомври, следната година, ВМРО ќе победи на тие избори. Најдобро е да се одржат, повторувам, со парламентарни избори предвремени заедно, за да заврши кризата. Само уште едно прашање, што ќе биде сега, ќе инсистирате ви од позиција, да речеме на опозиција, со оглед дека влада како што тргнале состојбите ќе формира СДСМ пред тие избори, на оној дел што беше договорот пржино сега ќе функционира за следни избори, министер од една па во друга пред 100 дена пред избори, и тоа само за овие избори беше? Пржинскиот договор беше насочен кон тие избори. Системско решение беше само повлекувањето на премиерот, доколку повторно се кандидира за премиер на 100 дена пред избори. Значи, тоа треба да се случува пред секои парламентарни избори. Останатото беше решение кое што се однесуваше само на овие избори, заради ситуацијата во која што се наоѓавме. Многу е битно прво да видиме дали СДСМ ќе продолжи кон својот обид да формира влада. Јас се уште се надевам дека има таму разум и сваќаат дека ситуацијата во Република Македонија е навистина тензична, кризата го достигнува својот пик, својот максимум и дека најдобро е граѓаните на предвремени парламентарни избори да го дадат својот глас, но доколку не го направат тоа, многу е битно да видиме како ќе ја практицираат власта и доколку ја практицираат она како што најавуваат пред било кои следни избори, ние ќе бараме механизми кои што ќе гарантираат фер и слободни избори. Затоа што ако ги следиме најавите само на Зоран Заев и Стево Пендаровски како две исторени фигури од нивната политичка партија во изминативе неколку дена, очигледно дека намерата е реваншизам, освета и партизација на институциите, а не е проекти и работа. Најавуваат комплетна чистка во судството, што е невозможно по било кој закон. За тие теми ќе тука мора да направиме на кратка пауза, за тие теми ќе се вратиме во вториот дел. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.
Да, почитували повторно назад во вториот дел од денешниот круг. Мој ваш денешен гостин Александар Николовски од ВМРО ДПМН. Зборувавме за локалната состојбите со локалните избори, кризата која се условно кажано префрли на локална самоуправа. Почнавме дел од она што значи условно кажано можност за формирање влада на СДСМ и однос кој што ќе го има новото парламентарно мнозинство. Заев и членови кои што се од раководството на СДСМ веќе најавија некои потези кои што наликуваат на да не биде реваншизам, кажам зборот, иако го спомнавте и вие, меѓутоа потези кои што треба многу повеќе од 61 пратеник за промена на суди, генерален реизбор, образование, здравство. Кои се позициите, односно кои ќе бидат позициите на ВМРО ДПМН во поглед на таква ситуација ако се соочат во парламентот на некакви такви законски измени кои што треба да значат и дали тие ќе значат департизирање на судството или партизирање ново на институциите? Видете, очигледно планот на СДСМ не е да понуди проекти кои што ќе подобра животот на граѓаните, иако така им се викаше програмата. Тоа планот се состои од три дела практично: реваншизам, политички монтирани процеси и целосно партиско поклопување на институциите. И ако во нешто се конзистентни, и ако за нешто не лажат во своите ветувања, тоа е ова. Тоа што да подсетам, Заев за ова зборуваше уште пред некаде 4-5 години, кога кажа дека се ќе се избрка од чистачка до министер во Валандово на митинг и дека живи луѓе ќе јадат. Потоа истото Стево Пендаровски го зборуваше како кандидат за председател во 2014 година и еден континуитет кој што го зборуваат цело време и кој што сега си го кажуваат јавно секаде каде што имаат можност. Тоа е еден систем на лов на вештерки. Виден е во Македонија, нема да е прв пат, нема да е нов. Сме видели и полошо и во времето на комунизмот и потоа кога се сама бил на власт. Така што ќе го издржиме и тоа. Проблемот е што ќе се случи со Република Македонија и со институциите. Што ќе се случува со инвеститорите кои што доаѓаат во Република Македонија и отвараат нови работни места. Што ќе се случи со инвеститорите кои што се веќе тука? Што ќе се случи со македонските бизнисмени кои што инвестираат во Македонија? Што ќе се случи со големите капацитети? Што ќе се случи со малите и средни претпријатија? Затоа што ако има една ваква правна несигурност и ако има еден ваков реваншизам, тогаш никој нема да се осмели да инвестира, што значи дека економската активност ќе падне и животот на граѓаните ќе паѓа, што е целосно спротивно на она што го ветуваат. Дури и ако остане само на најави, а камоли ако се реализира. За голем дел од работите кои што ги кажуваат, или нема правна основа, или е потребно двотретинско мнозинство, или е потребно кохабитација со председателот на државата. Ниедна од овие три работи ги немаат постигнато, ги најавуваат во јавност и мислам дека не е наивна најавата во јавност, има за цел и заплашување. Свесни дека одредени работи не може да ги направат, има за цел да ги заплашат судиите во Република Македонија, обвинителите, професорите, бизнисмените, дипломатите на Република Македонија. Значи, сите оние кои што на еден начин го креираат движењето дали политичко, дали стопанско во државата. Но мислам дека и тоа нема да им помине, затоа што веќе, иако сме млада демократија, доволно има поминато да луѓето можат да ја направат разликата. На крај мислам дека ќе заврши со едно големо фијаско, со едни нереализирани економски ветувања од нив и со еден огромен гнев и реваншизам кој што без разлика кога ќе се случат предвремените парламентарни избори, дали сега како што бараме ние, или многу скоро како што ќе диктира политичката ситуација, затоа што дури и да направат влада не очекувам дека ќе издржи долго. Тоа ми е следното прашање. Мислите дека таква влада во која што е на работна поддршка во парламентот со 67 партеници, од кои што веројатноста анализите велат дека Беса можеби нема да биде партиципиент, освен поддржуваш на таа влада, во ситуација кога имаме на прак нови локални избори во кои што
СДСМ дуи класично ослабени на тие локални избори, ќе треба да се појават силна БСП, ќе има ли можност тука веројатно ќе треба и СДС негде да калкулира кого да подржи, како да предложи. Колку таквите политички околности може да ја овозможат на една таква влада да има, како што вели Заев, реформски капацитет? Тука не е само елемент бројот на пратеници, може да има прилично ефикасна влада со 61 пратеник. Мислам дека е најголем проблем политичките намери. Ако политичката намера е реваншизам, а не соработка, таа влада нема долго да трае. И ако таа влада се занимава исклучиво како да му врати на политичкиот противник, ги слушам и луѓе кои што им се блиски. Вчера слушав Петар Гошев, вели дека треба целосно да се демонтира системот во Република Македонија, дека треба 4 до 5.000 луѓе не само да се избркаат на работа, туку да бидат казнети, мислејќи и на затворски казни, немаме толку затворски места во државава. Значи, ако тргнат со една таква политика и ако се занимаваат само со тоа, одговорот ќе го добијат од граѓаните. Прво, заради недемократските методи кои што ќе користат, второ, фокусот нема да е на економијата. И ако фокусот не е на економијата, граѓаните ќе споредат и ќе знаат како живееле до пред 6 месеци или 9 месеци и како живеат во тој момент. Така што мислам уште еднаш дека најдобро решение се предвремени парламентарни избори, но и доколку не се случат, не очекувам толку век на оваа влада која што ја најавуваат. Најголем проблем тука е што ќе се случат за Република Македонија работи чии што последици нема да може да бидат отстранети потоа од било која влада. Прифаќањето на тиранската платформа и елементите во неа, кои што се јасно прифатени од Зоран Заев, евентуалното изгласување на неуставен закон за јазици во парламентот, понатака изгласувањето на декларацијата за геноцид во Република Македонија од 1912 до 1954 година, обидот за промена затоа што е потребно двотретинско мнозинство, ама самото отварање на тема за символите, за знамето, грбот и химната и сите други прашања кои што се отвараат во тиранската платформа, имаат такви далекусежни последици врз политичкиот систем во Република Македонија што тешко било која влада ќе може да ги отстрани и ќе треба многу долг временски период и едни хармонизирани односи за последиците од нив да се намалат. Јас само да подсетам дека последиците од територијалната организација која што не соодветствува на реалноста на теренот од 2004 година ние се уште ги чувствуваме. Ние имаме вештачки двојазично Скопје, ние имаме вештачки припоени општини кон Струга и кон Кичево како би се изменила етничката структура таму и од доминантно население македонско во градовите, во општините да имаме доминантно албанско население. Понатака имаме од градоначалниците во Струга и во Кичево целосно непочитување на останатите кои што не се албанци кои што живеат во тие општини и тоа се последици кои што ги чувствуваме. Еве еден пример ќе дадам. Цело време политичката партија ДУИ говореше дека една од трите функции клучни во државата треба да припаѓа на албанец, председател, премиер или председател на собрание. Доколку тргнете од Липковскиот крај до Струга, каде што има градоначалници албанци, кои што се бирани на избори, ниедна од трите функции, тоа е градоначалник, председател на совет и секретар на општината, како три клучни функции, не припаѓаат на македонец. Значи, она што го бараат на централно ниво, не го применуваат во општините каде што имаат власт и се мнозинство, иако, например, во една Струга или Кичево, процентот на македонци е далеку поголем од процентот на албанци на државно ниво. И не се ни спремни да разговараат за тоа. Баентеровиот принцип се обидуваат целосно да го поништат и да не го употребуваат во општините. Така што таа пракса која што ја дозволи СДСМ со законските измени во 2004 година, на кои што ние се спротивставивме со повик за референдум, има и ќе продолжи да има далекусежни последици. Верувате, и Кичево, и Струга, и останатите општини тонат заради оваа ситуација. Истото, доколку се усвои неуставен закон за јазици или доколку се прогласи односно доколку се прифати оваа декларација дека македонскиот, бугарскиот, српскиот,
народ заедно веројатно со италијанскиот, германскиот и останатите биле геноцидни во Македонија, тоа ќе има такви далекосежни последици што тешко било кој ќе може да ги Тие поправи. прашања ќе се отвараат во парламентот. Вие не сте лично дел од овој парламентарен состав, меѓутоа како ќе се постави ВМРО да помене во такви ситуации ако тие закони дојдат на дневен ред? И дали опцијата за со оглед на тоа дека Талат Џафери претпоставам дека партијата никогаш нема да го признае како легитимен претседател, иако цела меѓународна заедница неговиот избор го признава. Едното прашање во поглед на тоа, вие сте и секретар за надворешна политика на ВМРО ДПМН, како го оценувате ставот на меѓународната заедница во поглед на Талат Џафери? Второ, то прашање е во истиот тој контекст како ВМРО ДПМН ќе се постави на тие седници, дали напуштање на парламентот е едно од опцијите или ќе остане внатре во парламентот да се спротистави на обидот на такви закони кои што веројатно би се нашли на дневен ред? Две прашања има. Прво по однос на изборот на Талат Џафери. Изборот на Талат Џафери јас можам да зборувам и како пратеник кој што скоро 11 години беше во собранието. Е целосно надвор од она што го пропишува деловникот како процедура за избор и се прекршени десетици членови од деловникот. По интерес на времето не би ги цитирал и не би одел еден по еден, но е целосно прекршена процедурата. Затоа е свесен и Талат Џафери, кој што исто така долги години пратеник. Затоа се свесни и пратениците од СДСМ, кои што не се прв мандат сега пратеници, и пратениците од ДУИ. Затоа е свесна и меѓународната заедница и нивните представници во Република Македонија и во нивните централи. Во однос на признавањето, мислам дека се должи на два фактори. Еден е, условно кажано, емотивен, а тоа е после она што се случи со инцидентите во собранието, кои што ние како политичка партија најостро ги осудивме и Никола Груевски, председател на партијата, беше прв кој што реагираше. И зашто треба да се има соодветни постапки пред институциите. Како реакција на тоа изреагираа, без да внимаваат кои се правните Мислите дека процедури. немаше инцидент, немаше да го признаат? Па мислам дека делот оние кои што искрено и ја наблюдуваат ситуацијата во Република Македонија немаше да се впуштаат во едно нивно толкување на деловникот и во практично легализирање на нелегална постапка, и мислам дека станаа свесни ден или два од како го направија тоа. Во целата таа еуфорија немаа време да ја изанализираат работата и мислам дека го сватија тоа после ден или два и веќе ни го кажуваат во средби кои што ги имаме. Тоа е едниот дел. Вториот дел, пред се зборувам за некои представници на меѓународната заедница во Република Македонија. За жал, и јас исто им го кажувам и лично кога се среќаваме, влегоа многу лично во целата работа и излегоа од рамките на дипломатијата и она што им го даваат дипломатските норми. И тоа е една од поголемите штети која што е нанесена на Република Македонија, затоа што со фаворизирање на одредени политички партии во Македонија, дали на идеолошка основа, сите тие луѓе биле претходно политичари или припадници на одредена партија и така натака. Дали врз основа на идеолошка основа, дали врз основа на симпатии, дали врз основа на нивна проекција за интересите на нивните држави во Република Македонија, прават една непоправлива штета, прво, во внатреполитичките односи во Република Македонија и многу побитно второ, во односите помеѓу Република Македонија и нивните земји, затоа што се ствара недоверба не само кај нас како политичари, туку и кај граѓаните кои што го гледаат тоа. Затоа што имате граѓани кои што гледаат како е избран претседател на собрание со едно политичко насилство и имаат после тоа гледаат како одредена држава го признава тоа. Во истиот момент и да имале тие граѓани позитивни или неутрални чувства кон таа држава, почнуваат да имаат негативни чувства, што не мислам дека е политика или интерес на било која држава во Република Македонија имиджот за таа држава да е негативен. Николски, меѓутоа, вие комуницирате од позиција на представник на партијата со меѓународната заедница константно и знаете дека до пред изборите во Македонија голем дел од меѓународната заедница, вклучувајќи го и комисарот Хан, вклучувајќи ги и представници на Европската унија и за време на преговорите во Пржино, има една неутрална позиција, дури на моменти се да само го обвинуваше Хан дека е пристрасен кон ВМРО да помене. Сега состојбите се промени. Прашањето ми е зошто толкаво повеќе од 180 степени различни позиции во поглед да има меѓународната заедница денес како ВМРО да помене од пред неполна година?
Па, добро, и за тој период е дискутабилно прашање и некои работи ќе се отвараат со тек на време, некои работи не можеме да ги изнесеме во јавност, дел треба времето да ги отвори, дел и оние кои што се сведоци на тоа време ќе го посведочат во одреден период. Факт е дека ВМРДПМН доби чисто на изборите 2014 година и факт е дека беше создадена вештачка политичка криза потоа. Формално најмногу се однесуваше на избирачкиот список, кој што после сите промени на методологии, промени на државни изборни комисии и така натака странски експерти, остана не само ист, туку 7.000 луѓе плюс имаше на тој список, а не 500.000 минус така наречени фантоми кои што ги зборуваше опозицијата. За периодот после изборите, мислам дека повторно се сведува на овие две работи. Не на таква емотивна реакција, но исто така и на многу често еден сет на погрешни информации кои што се испраќаат од тука. Затоа што, дали, ќе го споменеме комесарот Хан, дали било кој друг министер за надворешни работи или премиер на одредена држава, тие информациите ги добиваат од нивните представници во Република Македонија, од амбасадорите. Немаат тие време да се занимаваат со Македонија на дневна основа и да навлегуваат длабоко. И им веруваат затоа што се нивни представници. Како тие луѓе се однесуваат овде е нешто што му е многу познато на македонскиот народ и на луѓето кои што се не слушаат. И тоа е она што кажувам дека создава штета и на внатрешно политички план, затоа што мислењето за минатата заедница е се уште многу високо и граѓаните ценат што кажуваат и политичарите исто така, но и во односите меѓу нашата држава и нивните држави и на долг рок тоа создава проблем. Само еден пример ќе кажам. Да вие како држава, било која држава, инсистирате да се примени така наречениот принцип победник на победник, кој што никаде го нема во Уставот на Република Македонија, а тоа е партијата која што победува, без разлика колку има пратеници, да мора да зема партија со најмногу пратеници од албанската заедница и да тоа го применувате се додека ви одговара да го слопнувате ВМРО-ДПМН. А првиот пат кога тој принцип е во корист на ВМРО-ДПМН, да кажувате според демократските стандарди е битно кој има мнозинство, тоа е еден комплетен двоен стандард за кој што не треба да сте ни едуциран во политички науки, ни политичар, може да сте обичен граѓанин да сватите дека е таков. И тоа го уништува имиджот на државите кои што ги представуваат. Ајде да се вратиме на Талат Џафери и односот на ВМРО-ДПМН во парламентот по поглед на прашањето што беше околу можноста за поставување на закони кои што се од платформата на албанските партии и дали ВМРО-ДПМН со Талат Џафери нелегитимен, ќе учествува во парламентот и ќе се бори за... Прво, нашиот став по однос на Талат Џафери е јасен. Тој е нелегитимно избран. Да, меѓутоа тој ќе се утре седница. И од таа позиција ние не можеме да имаме соработка со човек кој што е нелегитимно избран. Мислам дека е корисно и за него да се повлече од ова политичка игра која што ја прави и да во една нормална процедура биде избран председател на собрание. Ние ги користевме како политичка партија можностите кои што ја дава деловникот, не правевме ништо надвор од деловник, единствено што правевме пратениците да зборуваат. И тоа е математички пресметливо колку би траело и кога ќе завршеше. Значи не е една ситуација која што би одела во недоглед. Така што мислам дека и за него и за оние кои што се обидуваат да создадат множество во парламентот, ќе беше подобро доколку оставеа демократските процедури ја завршат. На прекршени демократски процедури многу е тешко да се оди напред и затоа мислам дека е добро и за него да отстапи од оваа позиција. Во однос на нашите позиции, тие се многу јасни. Ние се спротивставуваме целосно на сите елементи на тиранската платформа и тоа од јануари познато, не е нешто ново што кажувам сега, и во сите форми кои што ни стојат на располагање, не само во парламентот, туку и сите други форми кои што ги имаме на располагање, тие се спротивставиме на незина реализација, не заради тоа што тоа е политика на партијата, туку затоа што ќе, како што кажав претходно, ќе создаде далекосежни последици кои што ниедна друга влада, вклучувајќи утре и влада која што би ја формирала ВМРО-ДПМН, нема да може да ги отстрани. И втора работа, спомнав за правилото победник со победник, доколку до крај се материализира ова вештачко мнозинство создадено со постизборен инженеринг, тоа значи дека правилото победник со победник веќе не важи и ВМРО-ДПМН веќе нема војнина да го почитува тоа правило, односно во моментот кога ќе победи на изборите ќе освои мнозинство, ќе прави или нема да прави коалиции соодветно на интересите кои што ги има како политичка партија. И сосем на крај, пошто сме времето одмина многу брзо,
за состојбите внатре во партијата после апелот на поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН Ѓоргиевски, прашањето е дали ВМРО-ДПМН во овој момент е во ситуација за избор на нов лидер? Не, затоа што прво мандатот на постојниот претседател на партијата е до 2019 година, така што има чист мандат, избран на Конгрес, беше избран на Конгрес во Куманово, помислам дека пред точно 2 години. 2 години. 2015, да. Да. На почеток на месец мај беше, така што точно 2 години, така што има уште половина од својот мандат. Тоа е прво. Второ, ВМРО-ДПМН победи на последните парламентарни избори и од тој аспект нема никаков основ да разговараме за промена на претседателот на партијата или за раководството на Од еден друг партијата. аспект, со оглед на тоа дека целиот багаж, целиот терет е нанесен на Груевски, дека тој е виновен за све, тој е предмет на истрага и на СЈО и на бомбите, од тој еден аспект, дали е логично да се размислува или може партијата да го понесе и тој терет? Знаете како, спортистите се мерат по резултат, политичарите се мерат по рейтинг и број на гласови на избори. На било кој спортист можете да правите фаули, да го спречувате, ако даде гол е добар. Така што истото и со претседателот на партијата, со сета една организирана кампања против него во изминатиот период, која што очекувам да се интензивира и да се зголеми во периодот кој што доаѓа, не да се намалува. Тој успеа да го издржи тоа, успеа како политичар, да е политичар со највисок рейтинг во Македонија споредено со сите останати политичари и да ја донесе партијата кон нова победа на парламентарни избори. Тоа што после изборите се случува постизборен инженеринг, не е одговорност нити на ВМРО-ДПМН, нити на Никола Груевски. Така што да бидам јасен, претседателот на партијата Груевски има целосната поддршка и од членството, и од централниот, и од извршниот комитет да продолжи да ја води партијата и така ќе биде. И мислам дека за сите оние кои што организирано пишуваат лажни вести по одредени медиуми, по одредени портали, ќе остане само една пуста желба тоа што го пишува, затоа што очигледно најсреќен од една таква ситуација би бил СДСМ и Зоран Заев, такво задоволство нема да им пружиме. Благодарам, почитувани мој ваш денешен гостин Александар Николовски од ВМРО-ДПМН, долги години пратеник и секретар за надворешни работи на ВМРО-ДПМН. Тука е крајот на денешната емисија Круг е емисија на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија со Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е 10 мај, среда 2017. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.